Утрински стихови од Библијата. 7 декември. Тој седи над земскиот круг. Тој престолува над земниот круг. Жителите се како скакулци пред него. Како завеса ги простре небесата. Ги оптегна како шатор за живење. Исаија 40:22. Оној што владее на небесата е единствениот што го гледа крајот уште од почеток. Единствен на кого еднакво му се познати тајните на минатото и на иднината. И единствен кој од онаа страна на болката, на темнината и пропаста предизвикани со гревот, го гледа остварувањето на своите намери на љубовта и благословите. Иако околу него се облаци и темнина, основа на престолот му се судот и правдата. И тоа, жителите на Вселената, и верните, и неверните, еден ден ќе го сватат. Тој е карпа. Делото му е совршено, зашто сите негови патишта се вистинити. Тој е Бог, верен и без злоба, праведен и вистинит. Бог е наш татко, кој не љуби и за нас се грижи како за свој деца. Тој е големиот цар на Вселената. Интересите на неговото царство се и наши интереси, и затоа сме должни да работиме на изградбата на неговото царство. Да се свети Господовото име значи дека зборовите кои се однесуваат на Севишниот треба да се изговараат со стравопочит. Свето е и страшно името негово. Никогаш и на никаков начин не смееме лекомислено да ги изговараме белезите и името на Бога. Кога се молиме, ние стапуваме во приемната сала на највозвишениот и пред него мораме да излегуваме со света стравопочит. Ангелите ги засолнуваат своите лица во негова присутност. Херувимите и блескавите и свети серафими пристапуваат пред неговиот престол со длабока стравопочит. Тогаш, со колкава стравопочит ние, смртни и грешни суштества, треба да излегуваме пред Господа, Создателот на се што постои.